Благодарам прво што дојдовте. Денес сме во посета на Струмица и Струмичко. Тука сме во Банско да се сретнеме со луѓето, да поразговараме малце за актуелната ситуација и актуелните проблеми. За жал гледаме многу нереализирани ветувања од страна на владата. Банско е еден пример. Уште во 2009 година беше ветено дека тука ќе се изгради модерен и голем спа центар од кој што ќе може преку туризмот да приходува локалното население. 10 години подоцна тој проект не е реализиран, што само зборува дека се даваат многу лажни ветувања, но има малце реализација. Тоа беше ветување на Зоран Заев кога беше кандидат за градоначалник во 2009 година. Со тоа ветување, меѓу другото, ја освои довербата на граѓаните, но не го реализира на исти начин како што не ја реализира нити индустријската промена во Струмица, каде што ветуваше 3 слободни економски зони со 300 економски субјекти, каде што би работеле околу 3000 луѓе. Гледаме дека економската зона Тир Струмица има само една фабрика, тоа е Johnson Controls, која што дојде тука уште во време на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Останатите зони се празни, изјаат празни и практично нема ниједна инвестиција. Ако во минатото се дава образложенија за несоработката помеѓу локалната самоуправа и тогашната влада, сега нема никакво образложение затоа што токму Зоран Заев е премиер на Република Македонија. Исто така имаме големи нереализирани ветувања во целиот регион. Например, скоро и да не се работи на магистралниот пат од Штип до Струмица, кој што треба да биде експресен пат со 4 ленти, кој што исто така беше започнат во време на претходната влада. Проекти кои што беа започнати во тоа време, а се скоро запрени, се исто така доградбата на крило на општата болница, понатака патот кон Ново село и стариот театар. И ова што гледаме во Струмица е еден патерн кој што се случува низ цела држава. Имено, она што беше започнато е запрено, нови проекти нема, ветувања огромни, реализација нула, што само говори на кој начин се добивале избори и на кој начин за жал сега се владее. Втора работа која што сакам да ја кажам по однос на Струмица и на актуелните случувања во државата е дека тука пред некаде 2-13 години беше прв пат воспоставен овој систем на криминал и корупција, каде што одредени структури преку своите бизнис и политички релации успеваја и себе да се корумпираат и да ги корумпираат останатите како начин на владење преку една директна контрола на разни институции, како што се судството, обвинителството, полицијата и така натака. Гледаме дека тој модел кој што тогаш се случи овде во Струмица, после тоа беше пренесен на ниво на држава, но таквиот не дава резултати од многу едноставна причина, затоа што веќе излегуваат лагите на виделина. Гледате дека овие денови имаме еден огромен скандал, каде што оно што долго време се зборуваше во јавноста е потврдено, а тоа е дека највисоки челници на власта со денес објавените снимки и лично премиерот Зоран Заев биле дел од еден голем криминален октопод, каде што бизнисмени се рекетирани во огромни суми на пари, незамисливи за обичен човек, со цел да издействуваат нешто што покажува како владе ова власт и затоа ден поскоро треба да си замине. Гледаме дека сме имале една корумпирана спрега на специјалното јавно обвинителство, на премиерот и на луѓето блиски околу него и затоа очекуваме да се случат превремени избори ден поскоро и Зоран Заев да замине ден поскоро. Благодарам, поредете дали ме прашувате. Денеска малку спомнавте, објавени се нови бомби или пак аудио разговори за инволвирани за случајот рекет. Има ли коментар ВМРО-ДПМН и кои ќе бидат следните чекори на ВМРО-ДПМН? Имавме ние Сабајлево реакција, но еве тука сум и сакам да ја споделам. Она што го гледаме целиот изминат период е дека имаме обид на Зоран Заев и на власта да ја дефокусира јавноста од ова и да се зборува за се освен за ова. До вчера, оние кои што го поддржуваат, зборуваат дека нема негова инволвираност и дека, ете, некој некого злоупотребил. После ова што го гледаме денес, јасна е прво спрегата помеѓу Бојан Јовановски и Катица Јанева, каде што директно слушаме разговори помеѓу нив. Значи, не се раскажува, туку ги слушаме разговори. Понатака, јасно е дека имало следна активности кои што кореспондираат со она што го слушаме и јасно е дека е исплатено мито кое што сите го видовме предвадено.
Она што утрово го дознавме е дека тоа што ВМРО-ДПМН го зборуваше целиот изминат период е вистина, а тоа е дека за се бил информиран Зоран Заев и, како што напишав и јас во една колумна некаде кога изби скандалот, тој бил капот и тути капи на целата оваа операција, односно бил детално информиран за сите активности, каде што има вмешани, односно рекетирани многу повеќе бизнисмени од овој еден кој што го гледаме во моментот. Сумите се вртоглави и надминуваат некаде 20 милиони евра. Има две работи што мора да се случат. Првата е темелна и целовита истрага, за која што, да бидеме искрени, мислиме дека овој обвинител и ова обвинителство немаат капацитет, затоа што е очигледно дека се обидуваат да помогнат. Среде истрага за минање на одмор, дозволуваат да се форматираат телефони и компјутери како би се уништиле докази и како не би имало трага. Значи мора да имаме една темелна и независна истрага од страна на непристрасен обвинител кој што ќе ги повика на одговорност сите кои што се спомнати во овие разговори од Зоран Заев надолу цела мрежа на СДСМ и они кои што му помагале, затоа што тој е на врвот на пирамидата, на врвот на криминалниот октопод. И втората работа е политичка одговорност. Очекуваме оставка од страна на владата и организирање на брзи предвремени избори, затоа што единствениот начин да се решат овие ситуации е се преку избори, затоа што се додека оние кои што се инволвирани во криминал и корупција ги има највисоките позиции во државата, природно е да остваруваат влијание врз судството и врз обвинителството, затоа што тоа е нивниот начин на размислување и, како што гледаме, нивниот начин на делување. Ако сметате дека јавното обвинителство за организиран криминал нема капацитет или пак е во спрега со овој случај рекет, ВМРО-ДПМН што предлага за разоткривање на целиот овој случај? Ние сметаме дека во јавното обвинителство постојат доволно квалитетни и честни и секако стручни обвинители кои што може да го направат ова. Постојниот обвинител кој што го води овој случај очигледно нема волја да го направи тоа. За капацитети веројатно не е спорно дека постојат што ме на таа позиција, но нема волја да го направи тоа, односно нема волја да направи една темелна и детална истрага, затоа што еве го поминува месец дена, во тие месец дена видовме дека 2 недели е на одмор, не ги повикува сите инволвирани во случајот да дадат исказ на чело со Катица Јанева и Зоран Заев, им дозволува да ги форматираат телефоните кои што нели прво беа загубени, па ги најдоа, па беа форматирани, им дозволува да бришат докази од компјутерите во специјалното јавно обвинителство и им дозволува да ја напуштат државата, затоа што во моментов се надвор од државата и едниот и другиот може да се дадат во бегство, со што целосно ја уништува истрагата, но истрагата не може да се уништи затоа што има бројни докази. Го повикувам јавниот обвинител на Република Македонија да именува јавен обвинител кој што ќе може непристрасно да ја води целата оваа работа, доколку тоа не го направи и тој ќе носи одговорност и после промената која што многу брзо ќе се случи во Република Македонија, секако дека ќе има една непристрасна и темелна истрага која што ќе ги открие сите оние кои што се инволвирани, а гледаме дека октоподот завршува лично кај Зоран Заев. Господин Николовски, Катица Јанева и Лиле Стефанова дадоа спротивставени изјави во врска со нивниот удел во аферата Рекет. Кој е вашиот коментар со ваквиот развој на случувањата и најавите од јавното обвинителство дека и двете ќе бидат сослушани? Знаете, малце се пошегувам, досега сме гледале добри крими филмови, сега за жал ги гледаме во живо. Обично тоа така оди. Оние кои што се во пар, во дуо, во дует, кои што работат заедно, после тоа почнуваат да зборуваат различни работи и да зборуваат еден против друг. Може би тоа е и убавината на ова што го гледаме деновија, тоа е дека италијанскиот весник Лаверита ги објавува овие разговори, па многу луѓе решаваат да проговорат. Јас сум убеден дека во една непристрасна истрага ќе се дојде до вистината. Таа не ја гледаме во моментов и за жал досега нема никакви активности на јавното обвинителство и по однос на едната и по однос на другата обвинителка, што само говори дека се прави обид да бидат заштитени клучните актери во оваа афера, затоа што да не се лажеме. Нема човек во Македонија, нема бизнесмен во Македонија кој што ќе даде толкава сума рекет на Бојан Јовановски. Мора да е многу поголема играта и многу поголем притисокот за тоа да се случи. На врвот на таа пирамида, како што кажав, стојат обвинители,
стои врвот на власта, како што слушнавме денес начело со Зоран Заев. Господин Николовски, горе управните простори на МВР во Куманово, подрумите на СЕО беа поплавени, горе е канцелариите во Министерството за правда, а веќе доновива и дел од Струмичкиот суд. Колку според вас се работи за некоја виша сличност? Премногу коинциденции за да е коинциденција. Јас се сакам да верувам дека се работи за случајности, да ве потсетам дека беа и поплавени просториите на специјалното јавно обвинителство. Очекуваме органите да го дадат својот одговор, за жал досега не сме го виделе. Да горат институции во кои што има клучни докази за криминал, мислам дека не се работи за ништо друго, освен за заштита на тој криминал. Видете, последниве години инсталирана е мафија во државата, ова се класични мафијашки методи и ги гледаме на дневна основа. Леко откажав, е оставка на оваа влада, брзи предвремени избори и промена на власт. Имам уште едно прашање. Добро. Излегува информации дека торбата Луи Витон стигнала до владата нигдека повеќе. Дали имате некои сознанија каде завршиле тие пари, зашто е преголема, премногу е чудно да била фрлена торбата или да бил изведен чипот? Јас не би навлегувал во истрагата, но можам да дадам два политички коментари. Прво, од она што слушнавме утрото, очигледно е дека Зоран Заев бил информиран за се. Очигледно бил информиран и за ова. Затоа што, кажав, нема бизнисмен, нема човек во држава кој што би дал толкава сума на пари на Бојан Јовановски. И втората работа, еве еден совет до оние кои што истражуваат доколку сакаат да истражуваат. Република Македонија е целосно покриена со мобилна мрежа, односно со базни станици. Само преку следењето на било чив телефон, преку базни станици, значи не зборуваме за преслушување, зборуваме само за лоцирање, може точно да се открие до минута кој човек на која локација бил и каде бил. Тоа обвинителството не го прави. Затоа што јасно е дека овде е намерата да одговараат ситните риби и да се заташка седе останато, затоа што темелна истрага нема. Во овие месец дена, можеби некој ќе дознаеме после неколку месеци дека интервенирал и во телекомите за да се избришат овие податоци, но доколку се направи што првиот ден, тоа ќе имавме релевантен одговор на вашето прашање.